овата тема ќе поразговараме со нашите атлети околу создавањето на вистински пријателства преку онлайн видеоигрите и електронските спортови. Дали нашите македонски атлети ги користат електронските спортови освен како хоби, професија и извор на забава и како можност за откривање на нови хоризонти и стекнување на нови цврсти пријателства? Мислам дека секој геймер и секој човек кој што бил обкружен со геймање, било која игра, знае за тоа дека пријателствата се цело време обкружени околу нас, цело време се стекнуваат во светот на еспортот, без разлика на тоа која игра е играна. И без разлика на дали е тоа во хоби аспект или дали професионален аспект, да тргнеме еве и од мое лично искуство. Јас исто така сум се стекнал со многу пријателства во светот на еспортот, не само од Македонија, туку и од целиот свет, со кои што со многумина од нив сум до ден денеска во контакт. И мислам дека тоа е една од поубавите нешта во светот на еспортот, со оглед на тоа што пријателствата се она што кои што ќе не останат, што се вика, до крајот на животот. Еспортот нема пречки кога станува збор за националност и вера и секако дека може според мене да се стекнуваат добри пријателства, но само доколку има цел за подобрување, за напредување и онаа компетитивност која што се бара во еспортот, со цел на некој начин да се станат пријателите, да станат колеги, за да можат да направат взаемно напредување. Јас како дел од генерација која што се уште за забава ги користи видеоигрите, сметам дека преку нив и преку оваа онлайн ера која што имаме денес, овозможена од страна на интернетот, може да се стекнат пријателства и тоа вистински пријателства кои што понатаму можат да прераснат во животни сопатници или животни пријателства. Зошто? Затоа што геймингот не е само компетитивност или не е само забава, туку тоа е и основање на пријателства, дружење, имање на заеднички цели во животот и взаемно разбирање. Еспортот не познава разлика помеѓу вера, раса или нација. Еспортот ги сплотува младите и може да им донесе голем развиток и напредување во животот. Па дефинитивно дека може да се создадат пријатели преку електронските игри. Конкретно мене доста од пријателите ми се буквално преку игрите. Нели кога геймаш, посебно во тие доцни часови што се дружиш, не знам, 5 сати навечер, 6 сати со едни исти луѓе, нормално да ти станат пријатели. Значи не само пријатели во однос на real life пријатели што се тука, туку имаш и доста виртуелни пријателства. Што пример кога сум одел на турнири по други држави, многу од тие ми се нашле за престо или за нешто такво, така да дефинитивно пријателства може да се креира преку еспортот и преку геймингот.